Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е архитектот Мишко Ралев, председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Господине Ралев, како кусо би го опишале Скопје денес по 60 години градење по катастрофалниот земјотрес? Некој би рекол дека немаме доволно време да го обсервираме или да во една кратка изјава да кажеме што е Скопје денес. 60 години се поминати од еден навистина значаен датум, не само по катастрофичноста на случувањата во тоа време, но од аспект на архитектура и урбанизам еден нов исчекор, еден голем чекор кој го превзеде општеството во тоа време. После 60 години, како да се исклучивме од таа патека која што беше трасирана во тие години, во далечната 65-та, да речеме, после 2 години од земјотресот, од кога почнаа да се движат активностите околу реконструкцијата. Скопје денеска, можеме да кажеме и дека не го препознаваме. Скопје е населено место, да, граде по нека своја номенклатура, но да можеме лесно да го читаме, не можеме да кажеме. Некои нови катастрофи му се случија, некои нови потреси, може би така подобро да се каже, на полето на архитектурата и урбанизмот. Но сметам дека ќе излеземе може би поспоро, но со едно сосема друго разбирање на тоа што е град, на тоа што е градско општество, на тоа што е градска структура. Така што ќе треба време. Еднаш ке изјавивте дека Скопје е модерен град. Стоите ли се уште на тој став? Па веќе се проблематизира тој мој став. Тој став е всушност на она земјотресно Скопје кога навистина беше модерен град кој што предничеше во тогашна Југославија, каде што модернизмот беше државна, не само државен стил, туку може би да кажем и државна идеологија по однос на архитектура, култура и уметност. Денеска модерноста е може би само временска одредница, дека е современ, дека е денешен, но е далеко од она што беше модерен град. Што остана од планот на Кензо Танге? Една работа всушност е многу битна да се каже за планот на Кензо Танге. Тој всушност се однесува на градскиот центар, односно на централното градско подрачје, каде што тој играше со една традиционална символика на градскиот зид и на градската порта. Градската порта е всушност транспортниот центар кој што е и негов проект, односно на неговото биро. Другото е во сфера на планови. Идеја за тоа како треба да изгледа центарот на градот. Потоа, идеите на ниво на урбан план, на урбана матрица се преточија во архитектонски проекти и тие се дела на македонски автори. Така што голем дел од она што е зацртано од Кензо Танге, односно од Танге, од тимот на Танге, постои. Но добар дел не успеа да се изгради, не успеа да се спроведе во реализација на ниво на пониски планови и на ниво на архитектонски проекти. Во Скопје денес гледаме се повисоки згради, дури и облакодери. Дали ова е опасна тенденција? Ова тенденција всушност не знам дали да го дефинираме тоа како опасна, но е чудна. Знаете, Скопје воопшто не е голем град. Скопје не е ниту Хонг-Конг, Скопје не е ниту Дубај или Њујорк. Одење во височина се некако се аргументира дека просторот долу останува, но сведоци сме дека
просторот долу не останува, густината расте, височините растат, ја би рекол и безпотребно. Тоа е по еден автоматизам, дека нешто ако е веќе направено повисоко, по аналогија би требало и другите објекти да се донесат до таа височина. Но ниту е аргументирано зошто се тие толкави височини, ниту од друга страна ниту влијае на подобрување на животот во градот. Сметам дека Скопје, подземјотресно Скопје што го знаеме во 70-тите и 80-тите години кога се реализираа всушност плановите, реконструктивните планови преку архитектонската продукција, дојде до една максимална кота, која што денеска и два пати ја зголемуваме. Таа кота одговараше на овој град. Колку сега Скопје е заштитен од катастрофи, од земјотреси, особено во деталните урбанистички планови? Тоа е сега едно горливо прашање кое што цело време се наметнува ни за години наназад, кога сме сведоци на катастрофични земјотресни појави во блиска, да речеме, во блискиот регион или во подалечниот, и полека се разви таа дискусија колку сме ние сигурни. Од една страна имаме сигурност на самиот објект, која што е неколку пати контролирана и за која што велам, она што е регулирано, она што е легална градба, таа е неколку пати проверувана. И тука несомнено е безбедноста и сигурноста на највисоко можно ниво. Но зградата сама по себе не нуди 100% сигурност. Треба и просторот, односно микро или урбаното милје да го понуди, да ја понуди таа безбедност, затоа што сите велиме дека првата брана не само од било каква катастрофа е всушно урбанизмот. Урбанизмот кој ќе со своите параметри ќе овозможи за растојание на урушување, за пристапност на интервентни возила, за пристапност на помош. Сето тоа е еден комплекс од параметри кои што треба да се задоволат за да кажеме дека градот е безбеден. Сега, гледајќи ја густината на изграденост, височината на изграденост, ние можеме да бидеме критични и да покажеме или да докажеме дека некаде безбедноста е веќе проблематична во однос на афтермат, на посткатастрофичните случувања. Што со помошта, што со пристапност до местата каде што треба да се помогне, каде што треба да се интервенира од сите аспекти. Генералниот урбанистички план доцни веќе со месеци. Тоа треба да биде новата визија за Скопје следните години. Има ли визија за Скопје? Тоа треба да биде нов план. Сега, колку е тоа визија, треба да се анализира од аспект каква е претходната визија, односно кои се почетните параметри за визијата за Скопје, за да може генералниот урбанистички план да следи одредена визија. Ние до сега не направивме визија каков град треба да биде Скопје, односно каков ние сакаме како граѓани да биде Скопје. Визијата не е лична импресија од тоа каков естетски или не знам каков развоен, какви развојни политики, но тоа е една интердисциплинарна анализа која што претходи на изработка на генерален урбанистички план. До сега сведоци сме дека ние немаме визија направено и тоа документирана визија која што ќе помине различни филтри од обичниот граѓанин преку одредени интердисциплинарни струки кои што се инволвирани во креирањето на генералните планови, па се до можеби и не можеби сигурно и некаква интернационализација на таа визија со искуства од блиската или подалечната околина. Ве консултираат ли како асоциација на архитекти, ви се обратил ли градоначалник, министер или некој друг за консултација? До сега да кажеме, ние сме учествувале во некакви панел дискусии или во
во изработка на нацрт и на планска законска регулатива, но секако во една навистина минорна или минимална, да речеме, удел во тоа што се прави, додека за Скопје, освен тоа што еднаш разговаравме, односно беа гости од Софија, каде што се презентираше визијата за Софија која е правена 2 години, значи која предходеше, бевме на еден панел дискусија со градоначелничката, во која што веќе тогаш спомнав дека ние во следните 10 години било каква, односно ако имаме сега визија или немаме, ние во наредните 10 години ќе ги живееме плановите кои што се донесени во претходниот период, а кои што длабоко ја дерогираат можеби некаква интересна визија за Скопје, односно она што сакаме да биде градот во мерка на човекот, да биде одржлив или не знам каков. Ние веќе почнавме да ги живееме старите детални урбанистички планови. Дадовте оставка на партиската функција во СДСМ под притисок на јавноста и опозицијата, но останавте активен. Зошто според вас СДСМ не направи ништо против Скопје 2014, па дури нешто и догради од започнатите згради? Јас навистина не би знаел да кажам зошто, затоа што ја си дадов оставка и преди се и поради некаква и професионална преоптовареност, но и можеби и заради тоа што ништо не се помера во таа насока, дури духовито некој ќе рече, па еве толку време помина, ќе почне и да ни се допаѓа. Не гледам идеја, асоциацијата е ставена на страна, односно никој не поканува да бидеме дали партнер во размислување, не во одлучување. Ние сме граѓанско друштво, но професионално граѓанско друштво. Јавноста секогаш бара мислење од Асоциацијата на архитекти. И ние тоа мислење и тие ставови ги проследуваме, размислуваме, анализираме и излегуваме со ставови. Но, ете, во текот на овој мандат некако излезе дека не се мисли на Скопје 2014, на последиците, не постои активност да се направи план и идеја што да се прави со тоа. Некои спорадични идеи, што да се прави со Триумфална капија или што да се прави со некој друг споменик на Мајка Тереза, на сите тие кои што се па и на одреден начин дивоградби. А дивоградбите се денеска па и рак рана на се она што ние го зборуваме. Секој закон, некако законот останува, се менуваат одредени делови, членови, но всушност ние го легализиравме дивото градење. Господин Ралев, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.